Националната заедница во Република Македонија денеска во Скопје одбележува 70 години од депортацијата на 7144 македонски евреи во нацистичкиот логор Треблинка. Ова е веста со која го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Гледајте на. Граѓаните на Центар ќе може да се паркираат во зоните од двете јавни предпријатија за паркирање. Агенцијата за катастар и Министерството за животна средина и просторно планирање освоја прва награда за проектот да ја заштитиме животната средина. Пресек на денешните активности на кандидатите за градоначалници на скопските општини. Јавното предпријатие Градски паркинг и јавното предпријатие Паркинзи денеска подпишаа меморандум за соработка. Ова значи дека жителите на Центар ќе ги користат паркинг местата на Градски паркинг и Паркинзи. Андријана Димитриевска. Граѓаните на општина Центар од сега па натаму без разлика со кое јавно предпријатие за паркирање имаат регулирани односи за паркирање. Од денеска ќе можат да ги паркираат своите автомобили на сите паркиралишта што се во надлежност на Градски паркинг и Паркинзи на општина Центар. Двете јавни предпријатија денеска подпишаа меморандум за соработка. Меморандумот подразбира користење на сите паркиралишта од отворен и затворен тип на двете јавни предпријатија и се однесува само за жителите на општина Центар. Градоначалникот на општина Центар Владимир Тодоровиќ на денешната пресконференција изјави дека оваа услуга ја побарале граѓаните. Без разлика каде тие имаат остварено право или регулирано право со било која од овие служби имаат регулирано право на паркирање, да можат независно да паркираат и кај другата служба. Например, ако имаат регулирани односи за паркирање во градски паркинг, да можат тоа право да го остваруваат и на општински паркинг. Според Коце Трајановски, градоначалникот на град Скопје, денеска е подпишан меморандум кој е плод на добрата соработка меѓу град Скопје и општина Центар. Трајановски истакна дека овој меморандум е во интерес на граѓаните на општина Центар за да немаат дилема и проблеми дали ќе бидат со едното или со другото предпријатие и дали ќе паркираат во зоната која е во надлежност на Градски паркинг или Паркинзи на општина Центар, истакна Трајановски. На наше огромно задоволство, значи ја прицена огромно задоволство на граѓаните на општина Центар, промовирањето на новата услуга, значи кој што ќе понудат двете јавни предпријатија на жителите на општина Центар, ќе биде без дополнителни апликации, без дополнителни трошоци за граѓаните на општина Центар. Тоа значи дека едноставно само ќе може да го паркираат своето возило, за се друго ќе се погрижат службите, односно двете јавни предпријатија. Ќе успееме да ја облажиме потребата за повеќе слободни паркинг места во централното градско подрачје, со што сметаме дека граѓаните на општина Центар, корисници на нашите услуги, ќе добијат паркинг место повеќе како слободно паркинг место. Дополнително беа промовирани и нови греб картички со кои освен преку SMS пораки може да се регулира плаќањето на паркинг место. Бистите на Орце Николов, Цветан Димов, Кочурацин, Кола Неделковски, Крсте Петков, Мисирков и Никола Вапцаров се поставени во првиот дел на градскиот парк. Бистите од овие личности постоеле и во минатото, но тие биле уништени. Градските власти апелираат до жителите на Скопје да ги чуваат овие бисти, бидејќи тие се значајно обелажие на градот Скопје и градскиот парк. Во насока на нивно зачувување и заштита, поголем степен на заштита ќе посветат и од јавното предпријатие Паркови и зеленило. Вредноста на идејните решенија по кои се изработени, леењето на бистите и реконструкцијата на постаментите изнесува околу 1,3 милиони денари. Заедничкиот проект да ја заштитиме животната средина на Агенцијата за катастар на недвижности и Министерството за животна средина ја освои првата награда на меѓународната конференција која се одржа на 5 март во Драч, Република Албанија, во конкуренција на 10 предлози од 7 земји од регионот, учеснички во проектот Инспирација која е финансирана од Европската Унија. Апликацијата овозможува поголема информираност на граѓаните и другите субјекти за постојните загадувачи. Степенот на загаденоста и подигање на јавната свест за тоа како може да се заштити природата. Томислав Атанасовски. Скопјани до крајот на месец октомври оваа година преку апликација ќе може да се информираат за состојбата со животната средина, загаденоста на водата, воздухот и почвата за секоја парцела во Скопскиот регион.
Оваа апликација освои прва награда на надпреварот за идеи што на 5 март се одржа во Драч, Република Албанија во конкуренција на 10 предлози од 7 земји од регионот, учеснички во проектот Инспирација, подржан од Европската Унија. Првонаградениот проект доби 20.000 евра награда за изработка на софтверска апликација и обезбеди право на учество на надпревар за идеи во Фиренца, а е заеднички проект на Министерството за животна средина и просторно планирање и Агенцијата за катастар на недвижности на тема да ја заштитиме животната средина. Со заеднички сили, тука ни се и колегите кои што директно учествуваа во изработката на овој пилот проект, Агенцијата за катастар и недвижности и Министерството аплицира и ја освоија првата награда. Пред се работи за парична награда во вредност од 20.000 евра, кои што ќе послужат за изработка на оваа апликација, како и стекнување на право со оваа апликација да учествуваме во надпреварот на идеи кои ќе се организира во Фиренца оваа година, каде што ќе се надпреваруваме со земјите членки на Европската Унија. Се работи за една апликација која што ќе ги обедини фактички податоците на Агенцијата за катастар на недвижности и Министерството за животна средина. Ова е нешто што двете институции пред се заеднички го работеа и еден пример за една успешна и плодна соработка меѓу Министерството за животна средина и Агенцијата за катастар, а она што за граѓаните ќе значи конкретно нешто и пред се за граѓаните на општините во околината на Скопје и самиот град Скопје, секој оној што поседува имот ќе може точно да знае каква е состојбата со животната средина, каква е состојбата со воздухот, состојбата со почвата, состојбата со водите. И ќе знае точно колку неговиот имот вреди и дали воопшто постои некој кој што причинува загадување на имотот за да може како таков да реагира. А оној пак што сака да купи простор, земјиште, ќе може на оваа мапа точно да види каква е состојбата со животната средина и да може да знае каков квалитет и на земјиште може да како такво да купи. Тоа ќе значи дека со ова ќе овозможиме во иднина формирање на населби кои досега не сме ги познавале или простори кои што воопшто не биле третирани од урбанистите да можат да се направат генерални или детални урбанистички планови за нешто што го носи новото време, а тоа е живење во здрава и квалитетна животна средина. Апликацијата ќе се реализира на територија на Скопскиот регион, која опфаќа Скопската котлина како најгусто населен регион во Република Македонија, вклучувајќи ги сите 17 општини и градот Скопје. Во Скопскиот регион постојат и најголем број индустријски загадувачи и најголемо собирање и создавање на отпад. Кандидатите за градоначалници од скопските општини на градот Скопје денеска подпишаа кодекс за однесување за слободни и фер избори во организација на Институтот за парламентарна демократија и Националниот демократски институт. Во кодексот што го подпишаа кандидатите за градоначалници стои дека сите партии, кандидати и членови се со еднаква одговорност пред сите закони, правила и прописи на Република Македонија. Тие го осудуваат јавното и постојано секој чин на насилство и заплашување од чија било страна. Ке го преземат секој можен чекор за елиминирање на сите форми на изборен фалсификат пред, за време и по денот на изборите. Целосно ќе ги почитуваат законските прописи за трошоците поврзани со нивните кампањи и ќе ги објават своите жиросметки во согласност со овие прописи. Според кандидатот за градоначалник на Скопје од ВМРО ДПМН Гоце Трајановски, подпишувањето на кодексот меѓу другото е позитивен чин и за самите кандидати, за да нема непристојни обвинувања и да постои добар амбиент на овие локални избори во Република Македонија. За Јани Макрадули, кандидатот за градоначалник на Скопје од СДСМ, ова е символика за која изрази надеж дека ќе проработи во пракса, затоа што е исклучително важно гласот на граѓаните да вреди и за секој граѓанин слободно да ја изрази својата волја. Тој истакна дека секојдневно сме сведоци дека владините министри преку ден се во функција на локалните избори, а тоа самото говори дека овој кодекс е добра волја, што сакаме да направиме. Верува дека по подпишувањето, користењето на јавните фондови и ресурси, службени возила нема да отвараат развојни проекти за време на кампањата. Ќе бидат минато и со своите програми и идеи ќе се надпреваруваат пред граѓаните на Скопје. Улицата Павел Шатев, поранешна Бихачка, ќе прерасне во булевар во должина од 600 метри. Ова денеска го истакна кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО ДПМН Гоце Трајановски, како дел од својата изборна програма. Додека пак кандидатот од СДСМ Јани Макрадули ветува изградба на Скопје според желбите и очекувањата на граѓаните.
Бекин Фазли од ДП и Артан Груби од ДУИ се останатите двајца кандидати кои ќе се борат за градоначалничко место во градот. Уште една градска сообраќајница ќе прирасне во булевар. Овој пат станува збор за улицата Павел Шатев, поранешна Бикачка, која е вметната во изборната програма на кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО ДПМН Куце Трајановски. Улицата ќе премине во булевар од крстосницата со улиците Антон Попов, Јордан Мјалков и булеварот Никола Карев, па се до улицата Церска во должина од 600 метри. Кандидатот Трајановски истакна дека ова ќе биде значаен проект од сообраќаен аспект, посебно за жителите од населените места Пршино, Црниче и дел од Водна. Сметаме дека ова значаен проект ќе биде за градот Скопје од сообраќаен аспект и за општина Кисела Вода и за општина Центар, бидејќи ќе овозможи еден побрз, непречен и побезбеден проток на сообраќајот, значи овде од оваа раскрстица па се до улицата Серска. И сметаме дека со тоа ќе допринесеме за граѓаните од овие населби кои што живеат таму и луѓето кои што се движат према нив од различни потреби, дека ќе имаат многу полесно и побрзо движење во градот и од градот према своите места на живење. Финансиските средства кои ќе бидат искористени за реконструкцијата се предвидува да изнесуваат 60 милиони денари. Овој проект ќе добија поддршка и од општините Центар и Киселавода, која истакнаа кандидатите од ВМРО ДПМН Тодоровиќ и Беличанец, со брзо и ефикасно изготвување на потребната документација за што поскоро започнување на градежните работи. Кандидатот за градоначалник на општина Илинден Жика Стојановски денеска се сретна со уметниците од општината во новиот дом на култура. На средбата се разговараше за развојот на културно-уметничкиот живот во општината, како и максимално искористување на можностите кои ги нуди домот. Во оваа општина останати кандидати за градоначалници се Дејан Ристовски од СДУ и Мила Велиновски од СДСМ. Ивана Митковска. Во новоотворениот дом на културата во општината Илинден, кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН Жика Стојановски денеска се сретна со уметниците од општината. На средбата се разговараше за развојот на културно-уметничкиот живот во општина Илинден, како и за максимално искористување на можностите кои ги нуди културниот дом во иднина. Целта на денешната средба, како што истакна кандидатот за градоначалник Жика Стојановски, е што повеќе да се издигне и афирмира културата во општината Илинден. На средбата присуствуваа и познати уметници, односно пејачи, бендови, играорци, сликари, ансамбли кои потекнуваат од општината Илинден, меѓу кои беа пејачот Иле Петровски, академскиот сликар Новица Трајковски, пејачката од националниот ансамбл Танец Елена Трајческа, представници од ансамблот за народни песни и ора Илинден 72 и уште многу други. Кандидатот за градоначалник на општината Илинден од редовите на ВМРО ДПМН Жика Стојановски истакна дека ќе излезе во пресрет на барањата на овие уметници и дека општината финансиски ќе им помогне при снимање на песни, издавање албуми, промоции на книги и уште многу друго. А сето тоа, нагласи тој, е предвидено и со буџетот на општината за 2013 година. До сега во просториите на Домот на култура Илинден се одржани неколку концерти, изложби и театарски представи, а за 18 овој месец е најавена и представата Ах, љубов моја во изведба на театар комедија. До крајот на месец март предвидено е да започне да функционира и општинската библиотека која е во склоп на Домот на култура Илинден. Андре Петров, кандидатот за градоначалник од СДСМ за Карпош, ветува катна гаража во Порта Влае, додека пак Јагнула Куновска од ВМРО ДПМН најавува реконструкција на психијатриската болница и Хавзи Пашините конаци. Кандидатот од СНСМ Стефчо Екимовски отвара нов изборен штаб во урбаната заедница Владо Тасевски. Елизапета Дамјановска. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од редовите на ВМРО ДПМН Јагнула Куновска денеска ги промовираше проектите кои се вметнати во програмата за идниот развој на Бардовци, а меѓу кои најголем акцент беше ставен на изградбата на економска зона во Бардовци, реконструкција на психијатриската болница, реставрација на Хавзи Пашините конаци, како и промоција на локалитетот Скупи. Куновска додаде дека Бардовци има потенцијал да стане туристичка атракција. Нашата програма за идниот развој на Бардовци предвиден е проект изградба на економска зона кај Бардовци. Посебно поради заобиколницата која што е во близина, сообраќајната заобиколница и железничката пруга во близината. Исто така, предвидено е реконструкција на психијатриската болница
која што одавна чека на тоа. Предвидена е реставрација на прекрасните Хавзи пашини конаци, промоција на локалитетот Скупи. Сметаме дека со овие два последни проекта Бардовци има изгледи сем економски центар да биде и голем туристички центар, атракција. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош од коалицијата Сојузот за иднината, предводена од СДСМ Андреј Петров, денеска во Порта Влаја најави изградба на катна гаража со капацитет од 300 паркинг места. Исто како и неговиот противкандидат Стивчо Јакимовски, и Андреј Петров уверуваше дека доколку ја добие довербата од граѓаните, нема да дозволи зонско паркирање во Карпош. Петров рече дека во Порта Влаја целосно ќе го реконструира плочникот со поставување хидроизолација и партерно уредување. Целиот овој комплекс ќе го претвориме во секундарно градско јадро, да им овозможиме со тоа на жителите од овој дел на градот да имаат една заокружена целина, која може да ја користат за релаксација и враќање на комшиско-малскиот живот во општината, изјави денеска Петров. Влезот во општината според него заслужува да има свој посебен печат за Карпош и најави обнова на фасадата на зградата Порта Влаја. По вчерашното отварање на клубот на млади во просториите на надвозникот Влајко, вечерва кандидатот од редовите на Српската напредна странка Стивчо Јакимовски утвара нов изборен штаб во урбаната заедница Владо Тасевски. Бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за £1,50, односно за £2 за литар, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евросупер 95 ќе изнесува £83,5 за литар, а Евросупер 98 ќе се продава по £85 за литар. Евродизел се намалува за £1,50 и ќе чини £71 за литар. Намалување за £1,50 има и кај екстра лесното масло за домаќинство, чија цена ќе изнесува £59,5 за литар. Малопродажната цена на мазотот се намалува за £0,598 за килограм и ќе изнесува £43,005 за килограм. Корекцијата на цената на нафтените деривати е поради пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период и повисокиот курс на динарот во однос на доларот. Кошаркарите на МЗТ Скопје загубија нагости против Шолнок во 24-то коло од АБА лигата. Спортските вести со Томислав Атанасовски се веднаш по рекламите.